Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма Добро утро и се надевам дека и денеска ќе го задржиме вашето внимание со содржините кои ги приготвивме. Денеска е 29. мај, понеделник 2023 година. Верувам дека викендот кој е зад нас го поминавте добро, па еве денеска отпочнуваме со нова работна седмица. На почетокот како во обичајно да ги проследиме нашите сервисни информации. Утро во Кавадарци е релативно топло, моментално е плюс 18 степени. Се надам дека и кај вас е топло, бидејќи сме во најубавиот месец во мај, пролет, иако во минатите денови имаше и дожд, врнежливо, така ќе биде и во наредните неколку денови. Во Кавадарци, според мерната станица, воздухот е делумно загаден, така да, иако е пролет, топло е, но сепак издувните гасови од автомобилите и другите штетни работи што се испуштат во воздухот придонесуваат да воздухот биде денеска загаден. Како и да ја последиме најпрвин временската прогноза, претпладнек имаме облачно време, велат оние кои се занимаваат со прогноза на времето, отпладне нестабилно со локален пороен дожд. Значи претпладне променливо, а попладне веќе се најавуваат грмежи и засилен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси во форма на краткотрајно невреме со силен ветер и услови за изолирана појава на град. Во Скопје претпладне променливо, облачно, попладне во делови од котлината ќе биде нестабилно со пороен дожд. Според степените, односно топлината на денешниот ден, имаме од 8 до 18 степени во крајно западните делови, во Скопскиот регион од 14 до 25, на крајниот исток во Беровскиот регион од 9 до 21, Гевгелија најтопло од 15 до 27, Теквишијата ќе имаме температура од 14 до 26, Пелагонија од 13 до 23 и во туристичкиот регион Охрид од 12 до 22 степени. Така да искористите ги топлите часови, сончевите часови, бидејќи попладнете се најавува променливо и со услови за краткотраен дожд. Што се однесува до прогнозата за следните денови, ќе биде иста, така да променливо време очекувајте. Така ќе отпочне дури и 6-тиот месец, значи во годината јуни ќе биде со променливо време, сонце, дожд, ветер и така натаму, но иако некои прогнозери најавуваат жешко лето, односно јуни месец да биде доста топол, можеби така ќе биде, бидејќи доскоро се ложеше, доскоро се уште се затоплуваат становите и куќите, но еве сега е веќе потопло и се надеваме на уште потопло во деновите кои се пред нас. Што се однесува до информациите за состојбата на патишата, почитувани гледачи, денеска сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. На места има и одрони, затоа внимавајте вие кои возите низ патишата кои поминуваат низ клисурите и долините. Што се однесува до граничните премини, тие се отворени без икакви проблеми. Според камерите што ги гледам овде, значи нема никакви гужви на граничните премини со соседните држави, како што е Грција, Бугарија, Србија, Албанија и Косово. Одиме понатамо да си припомнеме на
за настаните кои се случиле во минатите години. На денешен ден, 29. мај, се случиле следниве настани во историјата. Во 1453 година, по долга опсада, турската војска го зазела Константинопол, престолнина на некогаш мокната Византија. Некои историчари овој датум го сметаат како крај на средниот век. Од тогаш па до крајот на Првата светска војна, потешно до 1923 година, Константинопол бил престолнина на Турција, кај македонците, кај нас, значи ние го нарекуваме овој град Цариград. Во 1930 година го добил денешниот турски назив Истанбул. Значи, претходно се викал Константинопол, а во 1930 година, значи, го добива денешното име Истанбул. Од 1923 година главен град на Турција е Анкара, која до 1930 година го имаше називот Ангора. На денешен ден, во 1879 година, во Охрид е роден Коста Абрашевиќ, пролетарски поет, се школувал во градот Охрид. По преселувањето на неговото семејство во Шабац го продолжил образованието и мошне млад почнал да пишува песни. Значи, Коста Абрашевиќ е роден во Охрид во 1879 година. Ево уште една информација од Македонија. На денешен ден во 1903 година на планината Голак под врвот Чавките Делчевско во борба против турската војска загинал Максим Ненов, дебарски војвода. Тука загинал и војводата Димитар Стефанов од селото Јабланица, Струшко. Во 1970 година во Бруклин, предградие на Бостон, роден е Џон Кенеди, председател на Соединетите Американски држави. По Втората светска војна служел во морнарицата на Пацификот, а по војната бил и новинар. Во 1947 година бил избран во Конгресот, а во 1952 година станал сенатор. За председател бил избран во 1960 година и така натаму. Знаеме дека врз него беше извршен атентат во 1963 година на 22 ноември. Во 1927 година на денешен ден во Битола е роден Димитри Османли, македонски филмски, театарски и телевизиски режисер. Добро, еве уште неколку информации. Во 1953 година Едмонд Хилари и Тенсинг Норкај, први во историјата на човештвото, се искачиле на највисокиот врв на земјата, покривот на светот Монт Теверес, кој е висок 8848 метри. Во 1990 година за прв председател на постсоветскиот сојуз, односно на Русија, бил избран Борис Елцин. Во 1996 година Република Македонија во Хелсинки е формално пристапила, односно прифатена кон завршниот документ на Конференцијата за европска безбедност и соработка. Уште една информација интересна. Во 1997 година во Скопје била родена првата четворка во Македонија. Родители на 4 новородени деца, 3 женски и 1 машко, се мајката Валентина и таткото Благојче Јордеви од Штип. Тие се сега секако возрастни, но се родени во 1997 година. И еве на крајот уште една информација. Во 2011 година на 80 години во Будимпешта починал поранешниот председател на Унгарија Ференц Мадел. Бил председател на Унгарија од 2000 година до 2005. Од 1987 година бил член на Академијата на науките и така натаму. Еве, почитувани гледачи, ги проследивме овие сервис информации на почетокот на секоја наша утринска програма. Сега да ве поздравиме со една христијанска песна.
После ова убава песна Талита Куми се враќаме во живо во нашата програма. Почнуваме гледачи, поздрав до сите вас кои се вклучивте во меѓувреме. Ви благодариме на вашите поздрави, еве ние ви возвраќаме. Продолжуваме со нашата програма. Ќе прочитаме сега неколку капки на мудроста и ќе читаме делови од Библијата. Во секој од нас живее чудно слепило. Се гледаме освен самите себе. Научивме да ги разбиваме атомите, но не и предрасудите. Оној кој ти кажува за маните на другите раскажува за твоите. Кој последен се смее, најбавно размислува. Има луѓе кои од своето богатство немаат ништо освен стравот да не го изгубат. Изобилството не ги намалува човечките грижи и не ги теши човечките срца. Вистината постои, само лагата се измислува. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Љубовта која се одржува само со подароци секогаш е гладна. Без почитување нема љубов. И уште една капка на мудроста, како што оганот не се гасни со оган, така и злото не се гасни со зло. Интересни мисли, интересни капки на мудроста, некои луѓе ги доживеле очигледно овие настани и ги запишале, ги приточиле во реченици, во зборови. Еве, денеска ние можеме да извлечеме корисни поуки за секој од нас. Продолжуваме утро да го читаме 68 псалом. Се сеќавате во минатата емисија, го прочитавме до половина, а сега продолжуваме до крајот да го прочитаме. Десетици илјади се Божите коли, ги има на илјади. Доаѓа Господ на Синај во своето светилиште. Се возвиши во висините, водејки робје. Од луѓе дарови прими и бунтовниците ги смири, да се населиш таму ти, Господе Боже. Слава на Господа, на Бога, нашето спасение, кој секојдневно го носи нашето бреме. Нашиот Бог е Бог кој спасува. Од Господа е спасението, од Господа е спасението од смртта. Бог им ги столчи главите на душманите, тие темиња косести во грев замрсени. Господ порачува, од Башан ќе ги доведам, од морските длабини ќе ги извадам. За да ја газиш крвта на душманите, кои птиците ќе ја лижат. Го гледаат Твоето свечено влегување, Боже, свечената поврка на мојот Бог и цар во неговото светилиште. Напред се пејачите, а по нив се свирачите и девојките со дајрина во рацете. Славете го Бога на свечени собранија, славете го Господа израелските собранија. Ете, направи врз немладиот Венјамин, ени ги и јудините кнезови со своите војски, па кнезовите Заволонски и кнезовите Нафталимови. Боже, покажи ни ја силата своја, покажи ни ја моќта Твоја, како во Твоите поранешни денови. Заради Твојот храм во Иерусалим, цареви ќе Ти носат дарови. Скроти ги зверовите меѓу трските и стадото бикови меѓу телињата на народите. Нека Ти се покорат и сребро нека донесат, разби ги сите народи кои уживаат во војни. Од Египет великодостојници ќе дојдат, а и Куш ќе му се почини на Бога. Пејте му на Бога, цареви земни, пејте му на Господа славопои. На тој што јазди по небесата, по небото исконско, на тој што грми од својот силен глас. Разгласете за Божјата сила, за неговото величие над Израел, за неговата мок на небесата. Страшен си, Боже, на светилиштето свое, Израелевиот Бог, на својот народ му дава сила и снага, слава на Бога. Навистина, тешки реченици употребува Давид, но очигледно инспириран од некои активности, од некои работи, гледајќи луѓето околу себе какви се злобни, тој го моли Бога да ги превземе работите во негови раце. И на крајот тој заклучува: страшен си, Боже, во светилишето свое, Израелевиот Бог,
на својот народ му дава сила и снага, слава на Бога. Нека и ние му дадеме слава на Бога во денот кој веќе го започнавме да го трошиме, почитувани гледачи. Се му припаѓа на Бога. Бог е Творец, Тој е Создател на се што гледаме и не гледаме. Ни дава живот. И верам дека сме благодарни што еве и денеска станавме, се пробудивме живи и здрави, зашто многу луѓе заспаа, многу луѓе ги затвори очите и не ги отворија повеќе. Но еве Господ денес ни подари уште еден ден во нашиот живот. Одеме понатаму со нашата програма со песна. Само сум човек од полно сна. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твој. Патник сум само во овој свет. О Боже мој, помогни ми Ти од ден во ден. Од ден во ден, Исусе, Те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И Те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Покажи ми скали, по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го Ти, мој Исусе, Ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, Те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И Те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. И Те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Продолжуваме со следнава рубрика Вести од светот или кратко искуство. Денешните вести, односно денешното искуство ни доаѓа од Тајланд. Ке ни го раскаже човекот по име Јојо Шимрај, кој има 33 години. Да се живе според верата. Бракот може да биде понекогаш и тежок, раскажува Јојо. Да слушнеме за неговиот случај. Тој бил професор по потекло од Индија, кој работел во Банкок, главниот град на Тајланд. Неговата сопруга, Филипинка, предавала во адвентистичкото училиште Корат во градот кој се наоѓал на неколку часа возење од нивниот дом. Нивниот мал син живеел со сопругата во Корат. И Јојо во почетокот ја трпел ваквата состојба на ситуацијата. Заработувал доволно пари, обучувајќи ги учениците за работа на компјутери во едно приватно училиште во Банкок.
Odražoval i doполнителни семинари, што му носел уште повеќе пари, зато одлучил да остане во Банкок. Во меѓувреме, неговата сопруга Карла изјавила дека добила работа како воспитувачка во градина под покровителство на Адвентистичката црква, односно едно адвентистичко мисионерско училиште во Корат. Нешто подоцна, Јојо сватил дека не му одговара неговиот тежок брак. Иако имал многу пари, не му се допагало тоа што по 5 работни дена во Банкок одел во Корат само за викендот. Се плашил од возењето во потемница во недела навечер, зато одлучил да побара некоја друга работа во Корат. Но и покрај сите напори не можел да најде работа. Јојо сметал дека е доволно квалификуван за која било работа, бидејќи во Банкок бил преплавен со понуди за работа, но во Корат никако не можел да се снајде. Училиштето од Корат во една прилика се јавило на неговото училиште во Банкок, нудејќи му работа, но им било кажано дека не може да му дадат отказ бидејќи веќе имал подпишано договор со нив. Цели 3 години не можел да најде ништо. За тоа време Јојо почнал длабоко да размислува за своите животни потреби. Бил одгледан во семејство на адвентистички пастор во Индија, на каде што го завршил и коледжот, правил чести компромиси во саботниот ден, значи понекогаш на жалост работел и во сабота. На Тајланд отишол на повик на својата сестра, тогаш ја запознал Карла, адвентистка од Филипините, и се венчал со неја. Додека бил млад, одел во црква, чувствувајќи вина бидејќи е син на пастор, а едноставно не негувал лична заедница со Бога. На крајот јој одлучил да се моли на Бога. Молитвата гласила: Боже, јас ова не можам да го завршам сам. Сакам да се вратам во Твоите преградки. Ја напушил својата работа во Банкок и се преселил во Корат. За прв пат во својот брак зависел од приходите на својата сопруга. Јојо трпеливо се молил за работа, да му Бог некако најде работа. Поминале 2 месеца, тој станувал се помалодушен. Бев нерасположен и нервозен, се навикнав да работам и да се чувствувам уважуван. Ова беше многу тежок период во мојот живот, раскажува Јојо. Некаде во тоа време, директорот на Меѓународното адвентистичко мисионско училиште му рекол на Јојо дека во училиштето е потребен некој што ќе предава за компјутерски програми. Јојо ги имал сите тие квалификации кои се барале, но директорот му рекол дека таа позиција била наменета за некој кој е подготвен да волонтира. Јојо не размислувал 2 пати, ја прифатил понудата и со цело срце ги одржувал часовите. По 3 седмици директорот на училиштето го ангажирал Јојо како професор во компјутерската настава, како менеджер со полно работно време. Денеска Јојо е единствениот во своето семејство кој заработува за леп. Карла ја напуштила својата работа бидејќи им се родило второто дете и таа во потполно се посветила на децата. Семејството денес има многу помали приходи отколку порано, но Јојо изјавува дека никогаш не бил посреќен во животот. Јас сум единствениот кој заработува пари, но секогаш имаме доволно храна на трапезата. Ова состојба ме инспирира сам себе си да си го поставам следното прашање: каде беше мојата вера порано? Неговиот омилен библиски стих е: се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Филипјаните 4 глава 13 стих. Многу сум среќен и задоволен што можам да работам за повисока и повозвишена цел за Господа. Ви благодариме што со своите дарувања поддржувате мисијата на христијанската адвентистичка црква. Интересно искуство на овој млад човек, почитувани гледачи, кој ја изгубил верата во еден миг. И затоа покасно сепак се вратил и затоа искуството негово гласи да се живее според верата. Бог му помогнал. Понекогаш Бог ќе дозволи да останеме без работа, да останеме без некои своји пријатели, но ако бидеме верни, Бог ќе ни даде и работа и уште многу повеќе пријатели. Еве неколку кратки факти. Тајландската мисија опфаќа 52 цркви,
so 15.385 vernici. So populacija vo državata od 65 miliona, Tajland ima jedan adventist na sekoj 4245 vernika. Navistina mnogo redko, mnogo slabo, no sepak ima nekade okolo 15.000 adventisti. Порано мисионерското дело на Тајланд во голема мера действувало меѓу кинеското население. Првиот тајландски обратеник бил младич кој бил крстен во 1925 година, подоцна станал помошник на менеджерот во Банкок, санаториумот и болницата. Ке продолжим понатаму, почитувани гледачи, да ви пренесуваме такви интересни искуства, верувам се охрабрителни, зашто секој од нас поминува низ своји лични искуства, запознавајќи го Господа. Еве, видовме како Јојо Шимрај, 33 години, човек кој бил добро ситуиран, имал добра работа во Банкок, но ја напуштува да биде со семејството, но на тој начин и да биде поблиску до Бога и се вработил во адвентистичко училиште, односно коледж, кај што им предавал информатика на учениците. Господ нека биде и со нас и во нашите животи. Продолжуваме понатаму со песна. In the early centuries, Rome would lay down the challenge. Either abide by how we want you to live, or leave your place of residence and leave your place of worship. And the Waldensians treasured God's word more than they treasured their home. And so they would leave and go up into the mountains. Life would not have been easy here in the Waldensian valleys. The children growing up would have had to learn very quickly the lessons of self-sacrifice and self-denial, frugality and economy. Their parents treasured these principles from the Bible, and they wished to bestow them upon their children. They treasured them so much that they retreated up here. And here in the mountains, they wanted to teach two things. Number one, they wanted to teach them purity of life based on God's word. And number two, they wanted to teach them to be a missionary and take the faith that they had and take it further afield than just the valleys in which they lived. And so they would have schools up here, and they would have places of worship, sometimes in caves, where they could teach their children and their young people how they could go out as missionaries
and share this message. The Waldensians fervently believed in the Bible. They believed that they should follow it, and they treasured it. The Waldensians believed in the commandments of God that had been given through the Bible, and they sought to keep them. And they were often persecuted for their faith and had to retreat up to the higher valleys. And here in this place of worship, it's just a cave. Today, you come here, you have to creep down through the entrance to get in. The rock walls are on each side. But here in this cave, it's almost a sacred spot. It's a place where they would gather together for worship, but also at times they would gather together to hide from the Roman soldiers. To me, it's encouraging to know that even when they were scattered in the mountains, they would still find time to worship together. And I believe it's very important that we today meet together with fellow believers and worship. But the thing that stands out to me here in this place that's not that pretty by earthly standards. There's no gold-plated pulpit. There's no marble table. There's just rocks. They're wet. But it's the quietness and the peace and the simplicity and the purity of this place that is striking. Is that if these Waldensians would gather here, not just once, it wasn't just a one-off, it may have been repeatedly, it may have been over years, or may have been even over decades, that they would gather together to worship in caves like this that are dotted around these mountains. For us, church is so comfortable or so convenient. I'm sat on a cold rock, but oftentimes in church we sit on nice comfy chairs. The heating may be on. It may just be 5 miles from our house or just down the road, and yet sometimes we think, I'm not too keen to go. And I think back to myself, yourself, wherever we are. We have a time of relative peace, a time of relative freedom where we can gather together and worship, where we can meet fellow believers. And my appeal is, don't waste the opportunities that you have. Don't be so comfortable or so convenient that we miss the opportunities that we do have. God has given us great opportunities now. Let's take advantage and use them and take this message to the world around us.
Carot na slавата длабоко се понизил за да земе човечка природа. Неговата земна животна средина била сурова и одбивна. Неговата слава била овиено со превес, со цел величенственоста на неговиот надворешен изглед да не стане предмет на привлечност. Тој одбегнувал секое надворешно расфрлање. Богатствата, честа на овој свет и човечката големина никогаш не можат да ја избават душата од смртта. Исус решил никаква привлечност на земната природа да не ги повика луѓето на негова страна. Само убавината на небесната вистина треба да ги привлече оние што ќе го следат. Карактерот на Месија многу порано е преткажан во пророштво. И тој сакал луѓето да го прифатат врз основа на сведоштвото на Божјата реч. Ангелите биле восхитени со величествениот план на откупувањето. Тие наблюдувале како Божиот народ ќе го прифати неговиот син, облечен во човечка облека. Дошле во земјата на избраниот народ. Другите народи се занимавале со митови и со обожавање на лажни богови. Ангелите дошле во земјата во која била откриена славата на небесниот Бог и во која засветлила светлина на пророштво. Тие невидливо дошле во Ерусалим, кај оние што биле одредени да им ги објаснуваат светите списи на слугите на Божиот дом. Уште за времето на свештеникот Зарија, додека служил пред олтарот, му била објавена близината на Христовото доаѓање. Предвесникот веќе бил роден, а неговата мисија потврдена со чудо и со пророштво. Веста за неговото раѓање и за величественото значење на неговата мисија се ширела на сите страни. Сепак, Ерусалим не се приготвил да го поздрави својот откупител со добре дојде. Драги гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Продолжуваме со нашата програма со кратка духовна порака. Сум сретнал луѓе кои ми велат дека не може да ја разберат Библијата, односно Свето писмо. И се чудат зошто некои имат разбирање кога ја читат Библијата, а некои ја немаат или го немаат тоа разбирање. Секако, Библијата не е обична книга, почитувани гледачи. Треба да ја читаме со молитва, да ни Светиот Дух помогне да ги разбереме тие големи вистини кои се запишани во Библијата. Значи, Светиот Дух ги водил тие луѓе кои ја пишували. Нам денеска ни е потребен Светиот Дух за да го разбереме што го пишувале тие свети Божи луѓе во минатото. И апостол Павле таа вистина ја објаснил со следниве зборови. Земниот човек не го прима она што е од Божиот Дух, за него тоа е безумство и не може да го разбере, оти треба духовно да се испита. 1 Коринтјаните 2 глава 14 до 16 стих. Никакви теолошки студии, археолошки истражувања или подробно проучување на историските записи не може да дадат дословен и цврст доказ во прилог на духовните вистини. Истата надприродна сила што ги потикнувала писателите да ја пренесуваат Божјата реч и која ја сочувала во текот на сите векови, влие врз умот на читателите, им помага да ја разберат и да ја прифатат. Значи, ако сакаме да ја разбереме Библијата, потребен ни е Светиот Дух кој ќе ни ги разјасни, расветли тие пораки кои се дадени. Бројките на сончевиот часовник можат лесно да се прочитат, но точното време на денот може да се одреди само тогаш кога ќе
gi osvjetli soncето. Isto така можеме да ги читаме зборовите печатени во Библијата, но не го сваќаме нивното длабоко значење што го има токму за нас лично. Нивните возвишени вредности и ќе ги откриеме кога Божјиот дух ќе го расветли нашиот ум. За некои настани во животот не можеме да решаваме сами врз основа на доказите или разумот. Верата во Бога и обидувањето дека Тој ни упатува жива реч преку Светото писмо го надминуваат човечкото секојдневие. Бог не повикува да пронајдеме и да докажеме, да доживееме доказ во собствениот живот. Вкусите и ќе видите колку е благ Господ, вели царот Давид. Кога тој ќе каже вкусете, тој е предизвик вечните ветувања или вечните вистини да ги истражуваме за себе. Единствената лабораторија што ни е потребна за овој експеримент е нашиот собствен живот. Доктор Карл Вислев, водечки лутерански теолог, го изнесува следново тврдење. Ниеден човек не може да го разбере Светото писмо без помош на Светиот Дух. Човекот што не е изново или наново роден, може да наполни својата глава со христијански вистини и потполно да ја совлада теоријата, но порано или подоцна ќе открие дека неговото срце не ги прифатило. Затоа теологијата, доктрината за Бога е предмет само за ново родениот човек. За некои Библијата е затворена книга. Тие сметаат дека таа расправа само за настани во кои учествувале луѓе што умреле пред многу време и за мистични теории за гревот, за смртта, за спасението и за воскресението. Потоа малку за судот, за казната, за вечниот живот и за новата земја. Меѓутоа, книгата над книгите е многу повеќе од тоа. Еве, тоа беше краткото размислување, почитувани гледачи, кој го посветивме за како да ја разбереме подобро Библијата. Самите рековме не можеме. Тоа не е обична книга како еден буквар, како некој роман или некоја друга обична книга. Библијата е Божје писмо. Не е тешко за разбирање, но ако ни помогне Светиот Дух вистински да го разбереме, да не го протумачиме погрешно, зашто можеме да отидеме лево или десно. Она иста сила, значи Светиот Дух ги водел писателите на Библијата. И тие, иако живеле во еден долг временски период, меѓу себе не се познавале. Значи 1600 години тоа било, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа, но биле водени од истиот дух, имале иста цел. Значи писателите меѓу себе не се познавале, ама кога ги читате, кога читаме целата Библија, гледаме дека навистина сите писатели имаат иста цел, не водат кон Бога. И затоа денеска да не ја разбереме погрешно Библијата, односно пораките во Светото писмо, да се молиме на Бога, а Духот Свети ќе ни помогне. И преку овие емисии ние се трудиме да на некој начин да доближиме Библијата до вас, почитувани гледачи. Вие кои сакате да имате, слободно пишете ни. Ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо. Секој дом, секој семејство треба да има Библија. Како што има телевизор или повеќе телевизори, компјутери, Библијата треба да биде на почесно место. Не само да ја чуваме во ормарот, во регалот. Знам дека има луѓе кои имат Библијата, таму стои во регалот и не ја допират, воопшто не ја проучуваат. Библијата треба да се учи, да се проучува, да се храниме постојано секојдневно. Затоа да го молиме Бога, да ни го даде Светиот Дух. А тој е тука, нова земја. Исус рекол, одам, но ќе ви пратам заменик, ќе ви пратам утешител, ќе ви пратам водач, кој ќе ве води чекор по чекор. Токму денеска Светиот Дух ни стои 24 часа на располагање да тој управува со нашите мисли и со она што го читаме во Светото писмо. Одиме сега со уште една песна, а потоа ќе одиме кон завршните рубрики нова денешна утринска програма. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети,
и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни свет, ни тој лице свое, пред мене тогај спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа јас само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас. И маки ќе минат тогаш, што в небо не одведе нас. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Почитувани гледачи, денеска би сакал да зборувам малку за здравата храна, односно за блитвата. Верувам знаете што е тоа блитва. Пазарите се полни, бидејќи пролет со разни зеленчуци, но на пазарите се наоѓа и блитвата. Зеленчук со 100 причини зошто често да имате на вашата трпеза. Блитвата е зеленчук и е многу слична со спањаќот. Таа спаѓа во групата на нискокалорични намирници, богата е со магнезиум, железо и витамин Б и С и ви нуди 100 причини зошто да имате постојано на вашата трпеза или почесто да имате. Покрај тоа што блитвата содржи материи кои се од особено значење за цревната флора, целулозните влакна за себе ја врзуваат водата, а со тоа и мастите и отровните материи го забрзуваат движењето на храната низ цреват и на тој начин се острануваат проблемите со варењето. Високата концентрација на калиум, железо, магнезиум и витаминот С ја прават блитвата особено хранлива намирница, богата и со сложени и јаглени хидрати, така што представува добар извор на гликоза, која е неопходна за работата на мозокот. Гледате колку е вредна и потребна блитвата во нашиот исхрана. Помага при нервоза и недостиг на концентрација. Го намалува нивото на масите во крвта, ја штити служокозата и потикнува создавање на црвени
krvni zrnca. Blitvata je mnogo zdrava namirnice, kako i ostanati od listnat zelenčuk, a blitvata ima mala energetska vrednost. Blitvata sadrži golemi količestvene vitamin C i karotin i mnogo mineralni soli. Od vitamini blitvata najmnogo sadrži vitamin C, duri 70%. Blitvata ima i suve materije, jaglinohidrati, proteini, celuloza, rastitelni masla, mineralni sastojki i taka natamo. Postoje dve glavni vrstina blitva: lisnata koja se razviva u rozeti od krupni, široki mesnati lisja i taka narečena rebresta blitva koja ima silno razvijeno sočno i mesnato steblence, odnosno petelka su žolta, zelena ili crvena boja. Blitvata, kako i drugi te vidovi na zelenčuk, delova dovoljno, odnosno povoljno za zdravlje na organizmu. Ta je zgolemova odbrambenosti ili ta otpornost na organizmu. Бидејќи блитвата содржи железо, таа јакне крвта, ги прочистува крвните садови и помага при лекување на слабокрвност, слично како и спањаќот. Блитвата е секојаш присутна во диететските програми за прочистување на организмот. Таа го чисти телото од штетните отрови. Идеална количина на блитвата за лице е дневно нека до 150 до 200 грама, бидејќи преголемата количина придонесува во цревата да се создадат одредени соединенија кои го спречуваат биолошкото искористување на калиумот. Лисната блитва се користи во исхраната слично како и спањаќот, варена и измешана со компири, зачинета со маслиново масло. Додека е многу млада, блитвата може да се консумира и сирова во вид на салата. Погодна е како додаток на многу јадења. Еве, тоа беше за блитвата, малку подсетување. Верам дека ја користите и со печурки може да се деинста, така да ако имате дома, користете ја почесто, ако ја немате на пазар, може да се најде, релативно не е скапа, ефтина е, но е многу корисна за нашата исхрана, односно за нашето здравје. Одеме сега со джингл и ќе одеме полека да се одјавиме. Еве неповторно, после овој джингл, почитни гледачи, полека дојдовме и до крајот на оваа наша денешна утринска програма. Само да се подсетиме, во минатиот викенд, значи заврши евангелизацијата или библиските предавања кои се одржа во Битола. Тие беа снимени, ќе бидат обработени и во дадено време ќе ги објавиме на нашите YouTube канали. Ќе може да ги следите тие 14 предавања кои беа одржани во Битола во минатите денови. Предавањата продолжува, вие кои сте од Битола, секој вторник во 19 часот може да ги посетите и да се стекнете со нови сознанија од Библијата, од Светото писмо. Би сакал да ви најавам еден настан кој ќе случи во наредниот месец, значи во јуни, на 10 јуни во Штип, во салата на Домот на културата Ацо Шопов, во центарот на градот ќе се одржи собир или дружење на адвентистите на 7-миот ден од Македонија. Значи тоа ќе биде пролетен собор во Штип со почеток во 10 часот. Тоа е значи сабота во 10 часот предпладне, а попладне во 14 часот. Одеме сега да ја видиме рекламата за соборот во Штип. Почитувани, ви покануваме на овогодишниот пролетен собор на Христијанската адвентистичка црква што ќе се одржи на 10 јуни во салата на Центарот на култура Ацо Шопов во Штип. Мотото на овогодишниот собор е "И така бидете совршени". Гости, говорници на соборот ќе бидат Павле Рунич и Филип Стојановиќ од Белград. Почеток на службите предпладне во 10 часот, а попладне во 14 часот. Бидете и вие дел од пролетниот собор на Христијанската адвентистичка црква.
To беше рекламата за соборот во Штип, кој ќе се одржи на 10. јуни. Екипата на Радио Гласна надежта ќе биде таму, ќе снимеме, ќе направиме еден краток извештај и ќе може да се видиме на лице место, значи во сабота на 10. јуни во Штип. Денеска би сакал да ви ја покажам, да ви ја понудам книгата Патот кон Христа во едно друго издание, значи еве во мало издание, джепно издание со друг наслов, односно со друга корица, бесплатна книга ви ја нудиме за сите вас кои ќе ја порачате на нашата адреса. Исто ви нудиме и Библија, но еве денеска се одлучивме за ова книга Патот кон Христа. Верувам дека многумина од вас ја имаат, но можеби ова издание го немате. Затоа, ако сакате да имате ова книга, пишете ни на нашата адреса овде во студиото, јавите се на нашиот телефон, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. И денеска ќе рекламираме дописата Библиска школа, значи онлайн, тоа е преку интернет, не мора да одете во пошта, доволно да влезете преку веб страницата bibliјатазборова.mk и ќе се запознаете со 8 насоки, со 8 дописни библиски школи, кај што ќе најдете мноштво информации, многу убави работи, и затоа еве сега ќе видиме рекламата и слободно отворите ги вашите компјутери, напишете ја таа реченица bibliјатазборова.mk и ќе може да навлезете, лесно се влегува, значи не треба некакво зачленување, веднаш ќе ви се отвори дописната библиска школа. Одиме да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма Добро утро. И благодарам на вашето внимание што бевте и денеска со нас, што се друживме со овие содржини кои ги приготвивме за вас. Ми простанува да ве поздравам, да ви посакам благословена седмица и да ви закажам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме во петок во исто време со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.